Оваа мелодија им е добро позната на сите. Генерација од 70-тите па до денес чуваат место во својата меморија за евергрините на Верица Ристевска, музичка икона од најубавиот и најквалитетниот шлагерски музички период, која ни остави бесмртни евергрини и символи за квалитетна музика. И тогаш и сега Верица изгледа исто. Не ја гризе забот на времето. Напротив, и сега енергично се подготвува за својот камбек и прославувањето на 40 години од својата кариера. Оваа година ќе славам јубилеј 40 години. Ќе направам концерт и CD, кога ќе биде не можам точен датум да ви кажам, но се надевам наскоро. Во тој цел проект што ќе го правам 40 години стои тимот на Елена Лука и јас сум многу задоволна од нив. Галебе мој тажен, штом се сака, ти си песна што ќе трае, се само дел од насловите кои денешните генерации ги преработуваат во проекти за зачувување на македонските квалитетни евергрин звуци. Но колку на Верица и се допаѓаат измените и изведбите на модернизираните нејзини песни. Јас не би можела да ги критикувам и не е фер да ги критикувам моите колеги. Тие сами веројатно знаат дали може да ги препеат или не, но секако дека сум импресионирана од тоа што баш моите песни ги посебно од Галебе. Галебе сите ја пеат. Но сам треба да има човек критериум, да знае која песна може да ја отпеа, која не. Самоусвеста е препорачана. И на крај се потсети на убавото време во кое се вреднуваа квалитетите. Искрено да ви кажам, не знам како е сега во овој момент, на кој начин се снима, како младите тоа го прават. Но знам, во моето време, навистина имаше голема колегијалност, почит кон тоа што го правите. Поголеми критики доживувавме и од новинари. Не можеше секој да сними, да влезе во таа бранша, да речеме, или во тој музички свет. Сега веќе секој може да снима и се нема малку критериум, ама тоа е тоа. Галебот ќе остане да лета, да не научи што се прави, штом се сака, и ќе остане песна што ќе трае. А вие сами заклучете дали тој галеб е се уште тажен.